Корените во образованието се горчливи, но плодовите се сладки. Ова е насловот на трибината која денеска се одржа во просториите на Технолошко-техничкиот факултет Велес. Оваа трибина се реализира во насока на одбележување на денешниот 11 декември, денот на македонските студенти. Целта на денешниот настан, како што споменав покрај одбележувањето на денот на македонските студенти, е и преку успешни примери и приказни сегашните студенти на факултетот да ги мотивираме за нивни понатамошен развој и нормално надоградување во областа на образованието и науката. Решивме денеска да ги анкетираме сите студенти за да го слушнеме нивниот глас во која област да се фокусираме за понатамошната соработка со студентскиот парламент. Се надевам дека денес ќе добиеме доста добри идеи кои ќе бидат спроведени во заедничката работа и годишната програма што е предвидена на Советот на млади за работа за 2016 година. Трибината е во организација на студентскиот парламент во соработка со Советот на млади во општина Велес. Своји искуства пред студентите сподели и представници на Советот на младиот Штип, од каде велат дека младите треба активно да се вклучат во детектирање на проблемите со кои се соочуваат и изнаоѓање решенија за нивно надминување. Своји видувања за образовниот систем презентира и неколкумина професори и учесници на трибината. Веќе како совет кој што може да се пофали со многу резултати, младите најпрво беа скептици, а затоа ги мотивирам младите од општина Велес да доаѓат и да ги отворено кажуваат своите проблеми за да може да им се помогне, затоа што ако за еден проблем не се слушне, за истиот проблем не може да има помош од другата страна. Така да во општина Штип има многу млади кои што си го пронашле својот пат токму преку различни неформални образованија кои што ги нуди Совет на млади при општина Штип. Се обидеме на еден начин да ги запознаеме студентите со некои нешта и со некои аспекти од студентските движења, од развојот на универзитетите во сите историски епохи, но од друга страна да понудиме на инспиративна приказка за студентите за тоа да се обидеме да разбереме дека она што денеска го имаме слободното образование, вистинското образование, квалитетното образование не било така и не било од секогаш достапно. Ќе се обидам низ ова академско предавање да им ги приближам сите тие историски премрежија, низ кои големиот број на луѓе влюбеници во науката, влюбеници во истражувањата, влюбеници во знаењата, минеле низ огромните тешкоти и премрежи за да дојдеме до ова што денеска го имаме. Изминатава година Велес доби Совет на млади, тело преку кое младите сограѓани имаат можност да ги понудат своите идеи за подобра иднина и низ различни форми на активизам, истите да ги реализираат.